Сдруженијето на пензионери од Кочани беше домаќин на 13-тата републичка ревија на песни, музика и игри што се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. На манифестацијата учествуваа 450 пензионери од 26 здруженија на Македонија. Кочанските пензионери во изминатите години се покажаа како добри организатори на слични настани, при што им припадна честа да бидат домаќини на оваа ревија. Тие се такмичеа на 8 регионални реви и од 56 учесници, 26 победија и тие денес настапуваат на републичката ревија. Победниците од денеска ќе одат на меѓународна ревија, таа се одржува во Словенија, во Љубљана, тоа е некаде во јули-август месец, одат 2 здруженија од Република Северна Македонија. Од Сојузот на пензионери истакнаа дека манифестацијата во Кочани е завршен настан на која се собрани најдобрите представници од регионалните ревии. Основната мисија е да се сочува нашиот национален фолклор. Ќе се изберат 3 најдобри здруженија, можеби 2 или 3 здруженија кои што ќе не представуваат на фестивалот Трета доба во Љубљана. Тоа е меѓународен фестивал, каде што секоја година, можам слободно да кажам, дека настапите на нашите здруженија ја креваат публиката на нозе. Резултатите од републичката ревија на песна, музика и игри што се одржа во Кочани ќе бидат познати за 10 дена. Најдобрите фолклорни групи ќе ја представуваат Македонија со низините традиционални песна, ора и игри во Република Словенија. Основното музичко училиште Ристо Јуруков приреди концерт со најуспешните ученици во генерацијата, со што ја одбележа 96 годишнината од раѓањето на својот патрон и основач. Изминатата учебна година за музичкото училиште, кое е меѓу најстарите во државата, со освоени голем број награди од државни и меѓународни надпреварувања. Салата на мултикултурниот центар беше претесна за да ги прими сите кои дојдоа да ги видат и слушнат младите музичари. Денес, кога го прославуваме роденденот на основачот на нашето училиште, нашиот поранешен професор Ристо Јуруков, го славиме неговото дело, неговата професионалност, неговата човечност. Верувам дека не му било лесно на почетокот да собере кадар, да обезбеди инструменти, да привлече ученици, просто да го заживее нашето музичко училиште. Но успеа. И еве денес ние простом да славиме неговото дело, неговиот зарад. Ја живееме и славиме музиката. Дека достојно да продолжуваме патот кој започна да го гради нашиот професор Јуруков, докажуваат големиот број награди и признанија преку кои нашите ученици, заедно со своите ментори, го промовираат нашето училиште, нашиот град, нашата држава. Во текот на изминатата учебна година, учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков освоија 13 први, 6 втори и 2 трети награди на државно и меѓународно ниво. Наставничкиот совет годинава одлучи признанието за првенец на генерацијата да му го додели на ученикот Никола Илиев. Тоа е заслужено со оглед на големиот број награди што ги освоил од учествата на домашни и меѓународни надпревари. Среќен сум што бев дел од ова училиште. Голема благодарност до сите наставници, а посебно до мојата наставничка Марија Лазарова, која беше цело време со мене и е заслужна за мојот труд. На концертот по повод одбележувањето на патрониот празник на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, учениците исполнија класични, традициски и обработка на популарни композиции. Магдалена Кочовска-Салтирова, виш библиотекар во Општинската библиотека Искра од Кочани, е добитник на овогодишното признание најдобар библиотекар. Наградата и беше доделена во рамки на 22-та манифестација Средби под јаворите Видое Подгорец, чиј домакин е Струмица, а е посветена на творештвото на познатиот македонски писател за деца.
Признанието се доделува за особени достигнувања во библиотекарството и информацијската дејност во јавните библиотеки, во одделението за зајмување, услуги и информации за деца. Предходно беше распишан конкурс, а одлуката за наградата ја донесе стручна комисија од членови на Библиотекарското здружение на Македонија и од организаторите на манифестацијата во Струмица. Освен наградата за Кочовска Салтирова, на конкурсот за училишен библиотекар признание доби и Љупка Стоименова од Основното училиште Никола Карев од Кочани за унапредување на условите и начините за работа во училишните библиотеки по пат на креативни промотивни активности. В сабота 10 јуни општина Кочани во соработка со клубот за планинарски спортови Москито организираат планинарска тура на релацијата Пониква-Панаѓур со крајна цел ќе им биде местото на поаѓање, односно Пониква, под мотото Пешачењето е здравје. Движењето ќе биде организирано во група што ќе ја водат планинарите од Москито, а во активноста ќе бидат вклучени и извидничкиот одред Ластовица. Планинарската тура е во вкупна должина од 6 километри со време трајање околу 3 часа. Со пристигнувањето на врвот Панаѓур ќе имаат кратка презентација за правилата на движење во природа. Заинтересираните учесници може да се пријават најдоцна до четврток до 12 часот, а поаѓањето кон Пониква е од градскиот плоштад во 7:30 часот. Активноста се реализира согласно локалниот акцијски план за еднакви можности на мажите и жените за 2023 година и има за цел да ја промовира физичката активност како фактор за добро здравје. Младите фудбалери од екипата на Фудбал Старс се шампиони во детската лига Источен регион. Од 10 екипи кои се надпреваруваа во лигата, кочанските фудбалери од генерацијата 2010, 2012 и 2014 ги освоија првите места. Ваквиот успех го остварија по усвојувањето на лидерската позиција во текот на првенството и во разигрувањето за Final Four, при што надпреварите за генерациите 2010 и 2014 се играа на игралиштето во Горни Подлог, а за генерацијата 2012 во Делчево. Како представници од Источниот регион, младите фудбалери на Фудбал Старс ги продолжија надпреварите со победниците од другите региони во државата. Завршните средби се одржаа во Скопје, а се играше по систем на елиминација, при што нашите момчиња беа поразени во четвртфиналниот надпревар. Во текот на летниот период, додека трае паузата во првенството, Фудбал Старс ќе одигра пријателски средби со Струмичка Беласица, Скопски Кул и други екипи. Предходно, фудбалерите од трите генерации одиграа пријателски средби со своите врсници од Мал Ајакс од Штип и забележаа победи. Заради одржување на формата на младите играчи, екипите ќе учествуваат и на неколку домашни и меѓународни турнири. Истовремено, фудбалската школа продолжува и со запишувањето на нови млади фудбалери.